Новиот пакет на антикризни мерки се очекува да биде денеска усвоен на седницата на владата. Гости во студиото ова утро се Маја Петровска од управниот одбор на Комората на сметководители и Горан Ѓорѓиевски, кој што е подпредседател на Сојузот на стопански комори. Велиме добро утро за двајцата. Добре дојдовте во нашето студио. Најава за новиот пакет на антикризни мерки од страна на владата, кој ќе опфати голем број на граѓани и ќе го опфати приватниот сектор. Малите и микробизнисите во Македонија се најмногу погодени маја од инфлацијата и енергетската криза, бидејќи од една страна немаат моќ да ги зголемат цените на своите производи и услуги, а од друга страна трошоците им се зголемени. Па што очекувате со овој пакет или каде треба да се интервенира? Добро утро, пред се благодариме за поканата. Во однос на кризата што ја зафати и нашата држава и целиот свет, помош е потребна. Секако е потребна помош на граѓаните од ранливи категории, како што се пензионери со ниски примања, одредени, па и невработени, има самохрани родители, има разни категории. Да, околу 400.000 граѓани се... Што е солидна бројка во однос на целата популација на нашата држава. Помош е неопходна затоа што цените се зголемени, а примањата мање више остануваат исти. Покрај тоа што сметам дека владата треба да пружи помош на граѓаните, треба малку да се погрижи да му помогне на бизнисот, да создава, за да може да се, преку даноците да се помага на сите. Малите и микропредпријатија, тоа се фирми од претежно и од услужни дејности, кои што имаат до 10 вработени, многу тешко ја пребродуваат ситуацијава, бидејќи многу голем дел од нив немаат моќ да ги зголемат своите цени, бидејќи нивните клиенти веќе имаат зголемени цени на секое подрачје, а се борат, ако не работи малиот бизнис, мислам дека голем дел од вработените па ќе немаат како да живеат. Да, една од основите на економијата кај нас се малите бизниси. Горан, дали расте реално цената на суровините или не? Дали е тоа главниот момент за поскапувањето? Вака, значи, во моментов се случуваат промени, односно имаме раст на некои суровини. Последниот месец, говорам за маслото за јадење, за некои млечни производи, месото, конкретно, и тоа директно имплицира да понатака треба да пораснат и цените на финалните производи. Меѓутоа, како што знаете, се соочуваме со ситуација на замрзнати цени. Тоа беа дефинирани на 1 август, каде што не само што беа замрзнати со тамошната цена која што имале производителите од 1 август, туку беа испуштени за 10%. Ние, од Сојуз на стопански комари, не се слагаме со таква мерка на замрзнување на цени. Повеќе пати сме го образложувале тоа и дадовме многу силни аргументи кои што требаше да бидат земани во предвид. Значи, еден од најголемите аргументи е за штедата по секое семејство што ќе значи тоа замрзнување на цени. Чинам дека има една пресметка која што вели дека тоа е од 1500 до 2000 денари. Меѓутоа, таргетот според нас, наместо на толку да се заштеди, многу ќе беше подобро да се таргетираат социјалните групи на граѓани, пензионерите и така натака, и тоа со помош не од 2000 денари, него со помош од 6000, 10000 денари. Значи, ќе се постигнеше многу посериозен ефект, бидејќи не на секој му треба, на секое семејство помош од 2000 денари. Значи, немаше да има замрзнување на цени, ќе беше таргетирано многу поголема помош кон дадени целни групи. Значи, тоа прв елемент би сакал, ако може да довршам само, извинете. Вториот елемент е дека на овој начин со замрзнување товарот паѓа само на прехранбените компании. Тие ги произведуваат тие прехранбени производи, а доколку се одеше таргетирана помош, бидејќи ќе беше помош од буџетот, тогаш ударот нема да беше само на прехранбените компании, него ќе беше на сите компании во целото наше општество. Значи, ќе беше многу поквалитетна мерка според нас на овој начин ако се пристапеше. Чинам дека тоа и Советот Светска банка, исто и во Европска унија на тој начин се пристапува, но не и се. Ситуацијата е таква каква што е. Меѓутоа сега се отвара едно друго прашање. Што ќе се случи кога ќе заврши замрзнувањето на цените? Кога ќе заврши оваа антикризна мерка. И сега минималната плата во тој контекст расте, меѓутоа каква ни е продуктивност? Значи, тоа е она што го коментираме.
Минималната плата не е само покачување на дотичните тие што најмалку зимаат во дадената ситуација. Тоа прави конзистентен и целосен притисок на сите вработени насекаде во самиот систем, дали се работи во приватни фирми, дали се работи во администрација. Значи, вие кога ќе покачите цена, не може само минималната да ја покачите, тоа прави притисок на сите останати плати. Значи, мултикратен е ударот што се прави на самите компании. И сега имате ситуација кога официјални извештаи има дека продуктивноста дури е за 30% опадната последните години, а вие зголемувате минимална плата. Значи, со ова директно вие генерирате инфлација. Маја, трошоците за живот на вработените и во овој сектор на малите и микробизнеси се зголеми како и во целата држава. Можноста за зголемување на платите е многу мала, бидејќи да се откажат собствениците на фирмите од целиот профит, повторно не останува доволно за нормален живот на фирмата и на вработените. Тоа е ставот. Така. Мислам дека треба повторно да се воведат некои мерки за да се зголемат можностите за зголемување на платите на вработените во приватниот сектор. Имаше до пред некое време заврши мерката, да речеме, за зголемување на платата до 6.000 динари да не се плаќаат придонеси некој одреден период, неколку години, и тоа е начин малце да се помогне на вработените во приватниот сектор за да можат да го следат стандардот, бидејќи реално без големување на платите соодветно на сите вработени, согласно со минималната плата, остануваат оштетени вработените со повисоки квалификации. Проблем исто така во нашава држава е дека имаме одлив на кадар, односно многу иселување на млади и треба сериозно да се погрижиме да ги привлекуваме младите. Не е само пари начинот, меѓутоа посебно младите сакаат да имаат доволно средства за убав и нормален живот. Значи, кога си млад и амбициозен, сакаш многу да работиш, многу да вложуваш, ама сакаш и да уживаш. И не е само да бидеме на работна екзистенција, туку малце треба да се подигнеме, да имаме многу понормален живот. Велите дека треба да се воведат мерки за помош на вработените во услужни дејности во микросекторот, како субвенции, зголемување на плата и други начини за директна или индиректна помош. Што предлагате? Па, предлагам да се намалат стегите, бидејќи моментално можам да кажам дека малите бизнеси со малку вработени и мал обем на работа, а такви ги имаме доста во државата, немаат моќ, да речам, политичка моќ. Тоа се ентузијасти, можеби приватни бизнеси, семејни бизнеси, некако се чувствуваат во голема мера незаштитени, бидејќи немаат политичка моќ, немаат конкурентна моќ. Треба на некаков начин да им се олесни работењето, да се намалат, да бидат појасни законите, многу брзо ни се носат законски промени, па тркате да разбрал, не разбрал, вака треба да се прави, така треба да се прави. Многу мали работи што многу ќе им помогнат на малите бизнеси. Горан, финансиите од буџетот се користат за така наречените социјални трансфери, за плати и за пензии. Што е со инвестициите, со капиталните инвестиции? Да, потикнавте тука едно многу убаво прашање, бидејќи на назад во годините гледаме дека се случува ситуација да кога се прави буџетот, секогаш се предвидуваат капитални инвестиции кои што се од исклучително значење и за бизнисот, бидејќи нели влијаат директно на генерирање на растот. Меѓутоа, во дадени моменти со ребаланси сите тие капитални инвестиции, тоа се случуваше неколку минати години, се пренасочуваат кон социјални трансфери. Сметаме дека тоа е многу не е добар тој начин, затоа што есенцијата е тука да се влие на развојот на економијата, развојот на бизнисот. Тоа ќе повлече да се креира додадена вредност, тоа ќе повлече да имаме развој, тоа ќе повлече да реално може да се соберат повеќе пари во буџетот, каде што понатака може да се влие на зголемување на плати и на некои други елементи кои што се важни во целата средина, целото општество. Ставот на некои експерти дека се наоѓаме во стагфлација? Да.
сметаме баш дека е таков моментот, бидејќи во моментов имаме стагнација, самите компании како правни лица, поради недостаток на финансии, се замрзнати во нивните економски активности. Не може да се ги финансираат проектите. Меѓутоа, воедно тие, знаете дека имаат, бидејќи имаат фиксни трошоци, и сега имате, компанијата има фиксни трошоци во однос на вработени, во однос на нејзиното функционирање, а воедно, од друга страна, намалени се приходите. Тоа значи дека има притисок на финансиите. Од трета страна, гледате ситуација на недостаток на ликвидност и недостаток на финансии, бидејќи скапи се парите, високи се каматните стапки по банките и многу потешко е сега да дојдете до финансии. Така да, тој момент на стагнација економска, воедно, нели, ова што го коментиравме, притисоците врз инфлацијата преку сега реално зголемувањето на минималната плата и преку не само базичната инфлација која што ги исклучува енергијата и храната, кои што доаѓаат од и тие вршат притисок за зголемување на инфлација, така да сума сумарум имаме ситуација да имаме баш моментум ваков на стагфлација. Добро, и уште едно подпрашање кое што се наметнува да одговорат, дали како обичен граѓанин, нели, дали дел од фирмите и компаниите не го користат овој момент за максимизирање на профит? Не можат да го користат. Како вие ќе го користите кога на инпутната страна ви се зголемува цената на енергијата? Свесни сме дека се уште е висока цената на енергијата која што доаѓа до компаниите. Цените на суровините се уште не се на она предкризно ниво, практично пред ковидот. Може би нема да бидат веќе никогаш. Може би нема да бидат никогаш, а воедно сега имате еден нов моментум кој што очекував да ме прашате, тоа е недостатокот на работна сила. Тоа го ставивме за на крај, меѓутоа Добро, така да кога на инпутната страна сите овие работи се зголемуваат, не може ние да бидеме магионичари, нели, на излезната страна да имаме зголемување на профит. Погледнете ги завршните сметки на крајот на годината, еве ќе ги видиме наскоро, во кои што чинам дека ќе покажат многу, еве да речеме, не лоши резултати, меѓутоа резултати кои што се неквалитетни, недобри. Маја, како член на управен одбор на комисија на сметководители на Комората на сметководители на Македонија заедно со колегите, велите дека во разговорот пред ова гостување се залагате за заштита на професијата, значи за промена на старосната структура, за привлекување на млади кадри, за нели ова е професија која што бара многу познавање од сферата на даноците, па како да се делува на ова ниво? Статистиките велат дека повеќе од половина, па дури 70% од вработените што се овластени сметководители и сметководители се на возраст над 50 и 55 години. Повеќето се жени, што значи дека се многу близко до пензија и за 5 до 10 години овој кадар ќе биде пензиониран. Проблемот е со привлекување млади во професијата, затоа што има некоја фобија што владе дека е тешко, меѓутоа се што е квалитетно е тешко да се работи. Јас работам како областен сметководител веќе 20 години. Можам да кажам дека работата не е лесна, меѓутоа бара многу знаење, искуство, бара познавање на даночни закони, познавање на повеќето закони што го фаќаат бизнисот. Меѓутоа, со тоа знаење што го имаме јас лично и сите колеги, можеш да се гордееш со себе бидејќи го владееш бизнисот во целина. Како да се привлечат млади, едниот начин е да се зголемат цените, да почне повеќе да се цени сметководството во државата воопшто, за да може да се плаќаат и кога немаат искуство. А другиот начин е да овозможи државата малку да помогне во извоз на интелектуален труд. Бидејќи сето тоа знаење што го имаме е ценето и во целиот свет и малку треба да се мотивира некако, да се финансира, да се овозможат контакти повеќе во светот, за да одовде извезуваме, мислам, имаме програмерски куќи многу што извезуваат интелектуален труд, нели работат за странски компании, а одовде. Истото може да се постигне и со сметководство, може да се постигне и со финанси, економија, на разни начини. Мислам дека треба да работиме
да ги задржиме децата овде, а да бидат среќни со многу знаење, да ги мотивираме да учат, да знаат, затоа што така ќе бидат сите успешни граѓани. Еден дел од прашањето го нашавме со претходниот одговор, а последното прашање беше агросегментот, 80% се случуваме со 80% увоз, се помалку луѓе има што ги обработуваат нивите, храната му е најпотребна на човештвото за да може да преживее, нели? Дали се исплати да се земјоделец, дали на младите им се исплати да останат тука и да бидат земјоделци, како да ги привлечеме да останат и да го заштитиме ова основно наше средство за преживување во минатото? Па, ние, значи, од Агрокомората, каде што сум председател, конзистентно велиме дека многу е тешка ситуацијата во која што се наоѓа земјоделието во овој момент. Суштината, односно, самите резултати тоа го покажуваат. Дури 80% од храната и од суровините за храна кои што се употребуваат понатака во преработувачката индустрија се увезуваат во Македонија. Само 20% од храната, сума сумарум, нели, ја произведуваме ние. Тоа е според нас катастрофален факт. Суштината е тука дека нема профитабилност земјоделието. Тој што сака да се занимава со земјоделие, односно земјоделецот, главниот проблем му е дека кога ќе го произведе дадениот производ, не остварува профит или профитот му е крајно минимален. И затоа он не ќе да се занимава со тоа. Затоа еве кога ќе движите низ Македонија, ќе погледнете на секаде, нели, низ нивите, ќе видите дека голем дел од земјата не е обработен. Додека ако отидете во Грција, тука во близина, најблиско, ќе приметите апропо дека многу е земјата обработена. Суштината е дека за да некого вие натерате да се занимава со земјоделие, се извинувам зборот, не натерате, него да изрази волја да се занимава со земјоделие, потребно е он да оствари профит при неговото дејство, при неговата работа. Само тоа ќе го понатака ќе го поттикне да го проширува бизнисот, значи повеќе да се занимава со земја, па да инвестира во преработувачки сегмент, да инвестира во сериозно технички, технолошки средства кои што ќе му бидат потребни за да извади конкурентен и квалитетен производ. Така да, суштината е во профитот. Јас намерно ова го потенцирам на пиедестал, го ставам, затоа што слушаме, нели, некаде по медиуми, некои флоскули, некои изрази, ова е, тоа е. Не. Ние сме веќе либерално-капиталистичко општество, да погледнеме во суштината. Ако сакате да имате млади земјоделци, ако сакате сериозно занимавање со земјоделие, тој при своето производство мора да оствари профит. Нели, ако го отвориме сега прашањето и за субвенциите, тука исто имаме еден огромен, би рекол, гап, проблем, давање на субвенции по метар квадратен површина. Тоа го, чинам, го нема никаде во свет. Тоа не донесе до оваква ситуација. Да не се, бидејќи, нели, ке дојде извесен секој што е со земјоделие, го поддава имотниот лист, зима субвенција. Субвенцијата треба да биде врзана со квантум принос. Значи, нас ни треба успех во земјоделието. Единствен начин, можеби, нели, може да се направи некој хибрид, каде што дел од земјоделците би можело и со површина земја да биде поврзано, меѓутоа есенцијата и тука суштината е дека мора субвенцијата да биде поврзана со квантум принос. Ке произведите толку и толку количина или од тоа или литри, не знам, за тоа ќе земете субвенција. Со цел да го единствено да го поттикнете, да го напредиме, и да го напредите. Да ги задржиме младите. Тоа е сериозен пристап кон целата работа.